Македонија од секогаш била бурето барут на Балканот, јаболкото на раздорот и сите соседи имаат аспирации кон ова мало парче земја. Не може на сето тоа ние да бидеме лошите соседи, изјави во гостувањето во вестите на телевизија Нова поранешниот амбасадор Ристо Никовски, коментирајќи ја изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, дека ако земјава има спор со сите околу неа, тогаш проблемот е во Македонија. Никовски вели дека со вакви изјави се руши македонскиот карактер на државата. Тој смета дека тоа е извртена теза и негирање на фундаменталната вистина. Кога обичниот граѓанин го следи ова што го изјавува лидерот на опозицијата, сигурно мора да си помисли човекот не е од тука, веројатно некоја друга планета. И дојдете со една таква теза во јавност и тоа надвор од земјата, значи дека ги подкопувате историските, фундаменталните и оние најстратегиски темели на оваа држава. Вие го рушите она што се градело, македонците го граделе како народ на макар 150 година, кажеме, во поновава историја и на крај, нели, во 44-та година создадува своја држава. И се тоа што се случува е де факто рушење на македонскиот карактер на државата. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во свое обраќање пред иселениците во Берн, Швајцарија, истакна дека доколку земјава има спор со сите околу неа, тогаш проблемот е во Македонија. И не може сите да бидат лоши околу нас, а ние сме најдобрите. Ако сите се скарани со Македонија, проблемот е во Македонија. Покрај Заев на дебатата на тема Македонија на прагот на избори, промените илузија или реалност со иселениците од Македонија во Берн, говорници биле и лидерот на движењето за реформи на ДПА Зијадин Села, поранешниот швајцарски политичар Андреас Грос и директорот на Албинфо политикологот Башки Мисени. Заев пред иселениците ја образложил граѓанската платформа со која опозицијата предводена од СДСМ ќе настапи на изборите на 11 декември.